Добро утро назад во утринскиот брифинг, во студиото на утрински брифинг во 9 часот и 35 минути. Јас имам мојата маска на лицето, бидејќи со мене во студиото е судиката Вера Коцо, поранешен врховен судија на Република Македонија, инаку член на Институтот за човекови права. Добро утро, госпоđо Коцо. Добро утро. Ние се договоривме да носиме маски, макар ако за ништо друго да испратиме една добра порака, иако овдека внимаваме и на дистанции, и на дезинфекција и така натаму, но секогаш е добро да се испрати порака и за гледачите да не заборават дека носењето маски е една од основните препораки на здравствените власти. Госпожо Коцо, јас денеска ве поканив, судике меѓу другото, се разбира, бидејќи вчера главната веста ќе потрае тоа и во наредниве недели, ќе биде таа вест во врвот на дебатите во Македонија, особено како што се ближат изборите, беше пресудата во случајот Рекет. За неполни 6 месеци, 36 рочишта, дојдовме до прва неправосилна пресуда. Прво да ве прашам дали сте изненадена од таа брзина и густината на судењата, бидејќи морам да признам дека во Македонија сме изненадени кога, да речеме, нешто завршува судски, па и релативно така политички и правно компликувано како овој случај за така релативно краток период. Мислите дека е тоа точна проценка или сепак така можеби би требало да биде се друго? Па навидум изгледа дека е така, како што велите дека ние не сме навикнати на такви брзи процеси, но сепак би рекла дека во светски рамки тоа не е нешто многу брзо. Да. Меѓутоа, за македонските услови на некој начин може да се каже дека постапката беше брза, дека се закажуваа многу рочишта, што мене лично ми смета толкуте многу рочишта, дали беа неподготвени рочиштата, па мораше да се закажуваат толку многу претреси. 36 на број, како што рековте, сепак е тоа еден голем број на... Необично голем, обично многу помалку се. Од тие причини може да се каже дека нема голема ефикасност во пресудувањето. Оти правдата, за да биде правда и да го достигне она што треба да го добие секој што се нашол во тие судници, треба да биде ефикасна, брза и неоптеретувачка. Затоа што секој што доаѓа таму не е виновен. Можеби ќе се утврди во некој случај дека лицето кое што се наоѓа во судницата не е виновно. Судејќи Коцо, јас ве слушам што зборувате, меѓутоа се бави и со еден ваш колега адвокат разговаравме и така. Во Македонија судовите се уште некаква продолжена рака на обвинителствата. Јас не памтиме случај во кој што обвинителството, да речеме, особено од овие повисоко профилни случаи, во кој што обвинителството ќе биде на губитничката страна на пресудата. Го имате тој впечаток или од ваше време, од кога седевте на клупата каде што се делеше правдата, се третира и обвинителството и одбраната на ист начин? И во изминатиот период, па можам да кажам и во поранешниот систем, често се случуваше да обвинителството биде на некоја друга лествица визави другата странка, односно обвинетиот. Или независно дали е обвинет или е во некоја друга постапка присутен. Ако е во прашање обвинителство и некоја странка, во тој случај се даваше предност на обвинителството. Меѓутоа, тоа не би требало да е така, бидејќи се двете страни подеднакви таму. Апсолутно. Двете странки се еднакви и во денешни услови тоа треба уште повеќе да се искристализира во смисла на доведување на една равна линија на обвинителот и обвинетиот. Обвинетиот се уште не знаеме како ќе заврши постапката, дали ќе биде виновен или нема да биде виновен. Значи, обвинителот е тој што треба да се погрижи, да ги собере соодветните и потребни докази, за да му обстане обвинението со една одлука издржана и во таа целата постапка тој не може да биде над онаа друга страна која што исто така има своји права во таа постапка. Сепак, од аспект на медиумите, тоа ние секогаш добро ни доаѓа, се разбира, ние исто така продаваме вести и тоа секогаш ни е предмет на работата. Говорам за една необична активност и поставеност на обвинителството во овој случај Рекет. Видовме толку многу изјави, интервјуа, искази на страната на обвинителството,
Од друга страна, обвинетите беа во притвори и евентуално преку нивните адвокати, тук там по нешто. Во случај кога се потпираат пресудите врз кредибилитетот на сведоците главно, не е ли тоа известна неравноправност на двете страни? Да едната страна може постојано да карактеризира, да ги бои на страните и така натаму и учесниците, а другата страна нема пристап никаков до јавноста. Тоа може да се каже и така, бидејќи во овие наши услови на докажување на поголема транспарентност во судските постапки се отиде малку подалеку, па се користат сите начини да се презентира како се работи исправно во една постапка. Во таа смисла и медиумите имаат свој допринос, бидејќи сакаат да го задоволат. Сензација, знаете како тоа се Апсолутно, живе. сакаат да го задоволат граѓанскиот интерес и атакуваат на некој начин и кон обвинителите и кон бранителите, бидејќи после секое судење гледате излегуваат од судница и одма ги напаѓаат новинарите. Не само тоа, туку и сведоците дури даваат И искази, сведоците се чини даваат. понекогаш дека е поважни се скагите пред судот Апсолутно, отколку судницата. апсолутно. И во тој случај дури се случува понекогаш и бранителите, односно сведоците кои што ќе бидат распрашани да кажат нешто што не е потребно да се каже за широката јавност, бидејќи се уште не се знае каков ќе биде исходот на едно судење. Да ве прашам од аспект на судија. Во овој случај се случи во текот на судењето и во текот на претходната постапка кога се градеше обвинителниот акт да протечат во јавноста такви сензитивни документи кои што би требало да бидат недозволиви за да бидат јавно достапни, така сведочења, документи други за кои што немаше никакви Што е работата на судијата? Може ли судијата тогаш, бидејќи гледаме филмови па сме виделе разни, да кажем, модели на судство во светот, може ли судијата да ги прогласи за неважечки или за не admissible, што ви кажат, значи да не може да се поднесат тој вид на докази доколку претходно се протечени? Па оцената во однос на изведувањето на доказите, односно прифаќањето на доказите лежи на страната на судот. Меѓутоа, во вакви ситуации јас би се осврнала на еден друг момент. Имаше случај кога беше излезено нешто од обвинителство, доколку се сеќавате. Да, сведоштва, документи со конкретни. Што се направи во таа смисла? Па јавниот обвинител изјави дека немаат капацитет да гонат за тоа од каде протека. Не може да се прифати едно такво образложение. Да, ма помина. Па добро, кај нас поминуваат многу работи. Но што треба судијата да прави? Има ли моќ судијата да каже добро, ако вие немате можност да тогаш тоа сведоштво не може да се користи? Ви реков, оцена е на судијата колку е тој доказ потребен или непотребен и колку е валиден за да се на него темели некоја одлука. Госпоđo Куцо, како ви се чинат пресудите? Сега јас се обидувам да не ве вовлечам во оценување на пресудите и така натаму, меѓутоа сепак 9 години робија, 7 години робија, тоа се прилично високи казни. Ви се одветствуваат тие казни на делата за кои што се расправеше, за кои беа обвинети и осудени на крајот обвинетите? Дело како дело, ако го земете, независно кои се тие личности во оваа ситуација, ако е тоа издржано, казната е во ред. Меѓутоа, прашањето е колку е тоа издржано, колку доказите што се изведени ќе бидат релевантни и доволни за да може судијата да го формира своето убедување. Секој судија во една постапка ги разгледува сите докази поединечно и во однос на целокупната доказна постапка за да може да го формира своето слободно судиско убедување. Слободното судиско убедување не значи дека судијата може како ќе му текне таква одлука да си донесе. Мора да произлегува од доказите. Што значи во случајот, ако ги земеме само кривично дело казна, во ред, кривично дело казна, тешко дело. Меѓутоа, мора да бидат сите тие презентирани докази во доволна мера валидни и подобни за да може судијата да ја донесе таа одлука. Каква ќе биде одлуката, ќе видиме. Јас не сум ја ни следела овој настан, не го следев не бев во судница да слушам и да гледам што се случува. Се она што го знам преку медиумите. Така да не можам да кажам колку се подобни доказите, колку е све изведено. Слушам на телевизија од страна на одбраната се жалат дека не се изведени сите докази.
дека нема основ да биде таква одлука, таква казна. Па дури вчера и после самата пресуда, дури обвинителката рече дека бидејќи се разбира таму не се изведе доказ за тоа дека имало пари, каде завршиле тие пари, кој бил текот на парите и кој евентуално стекнал корист. Тоа е единствено што не е спорно, со тоа се согласува и самата обвинителка која рече дека е нејзин впечаток дека парите ги поделиле осудените, односно обвинетите претходно. Можно ли е да се суди во предмет кога крунската, централната работа, бидејќи за да се воспостави влијание и злоупотреба на службената положба, користа која што е користена, практично таму не е неизведена како доказ? Можно ли е да се носат такви пресуди без такви, како да кажем, круцијални делови? Затоа ви реков, не знам кои се другите докази и колку тие докази тежат, односно колку се во подкрепа на една таква фактичка состојба од која ќе произлезе таква одлука. Инаку не може на впечаток да се носи одлука. Па ова ви цитирам што е кажано. Меѓутоа, добро, вие цитирате, меѓутоа јас имам една друга замерка кога излегуваат одредени личности, дали од судство, дали од обвинителство, независно. Многу треба да се внимава што се кажува. Апсолутно. Не може произволно да зборува еден професионалец. Дозволете ме да ве прашам и од аспект на вашата волонтерска работа во Институтот за човекови права, а и од професионален аспект. Значи, сега се бара и се одобри продолжување на притворите на овие кои што се веќе осудени. Како го коментирате тоа? Јас не сакам да користам овој тип на споредби, сега неопходно да кажем кој се шета слободен во државава и за какви се дела обвинет па и осуден. Од друга страна, гледаме дека прво обвинетите се повеќе од година дена во притвор, па дури и после издекување на пресудата се инсистира на нивно оседнување во притвор. Дали судовите и во односот на притворот продолжуваат со онаа практика која беше застапена пред години? Да, во таа смисла имаше многу приговори од меѓународната заедница, дека многу често се користат притворите, дека може да биде таа мерка заменета со куќен притвор или нешто друго. Меѓутоа, со оглед на состојбата во нашето општество, со оглед на случаите што се случија да се избегаат луѓето во странство и се веќе недостапни, другата држава не сака да ги врати, да ги екстрадира, што значи постои страх од тоа дека може некој да промаши и Госпожо Коцове, разбирам, но не можам јас да бидам жртва за нефункционалноста на држава, јас како осуден и како притворен, затоа што некој друг побегнал, па сега јас да бидам држан во притвор, затоа што тие не можат некој друг да... Точно, меѓутоа секојпат неефикасноста на системот допринесува да тоа го трпат самите странки. Со тоа мора да се сложиме. Така е. Заврши во овој прв степен со пресуда осудител на овој високопрофилен, сензационален дори случај во македонското судство. Што е вашето мислење, како ќе бидат последиците понатаму врз правосудниот систем и врз делењето на правдата во Македонија, врз основа на поуките што може би искуствата низ кои што поминавме во случајот Рекет? Какви ќе бидат последиците врз целиот правосуден систем? Високопрофилен политички случај, многу застапен со голем интерес. Мислите, овој случај каков одраз ќе има? Да. Бидејќи нас не очекуваат и сега има отворени кој знае колку случаи со големи политички последици. Точно. Знаете дека целта на поранешното специјално обвинителство беше токму тоа, да се гонат тие кривични дела од висок криминал. Меѓутоа, што се случи? Не успеа да се изведат на правиот пат сите тие постапки, многу малку излегоа тие постапки и настана една ситуација да се нема доверба во работата на тоа специјално обвинителство. А зошто не во судовите? Бидејќи специјалното јавно обвинителство покрена колку предмети? Близу 20. Што треба да прави обвинителството, а што не може да го направат судовите? Апсолутно, јас кога зборувам за системот, зборувам и за обвинителството и за судството. Так. Судството покажа една неажурност во тој поглед, многу ги одолговлекуваше постапките, се случуваше да не се подготвени главните претреси, да се одлагаат непотребно и така натаму. Сето тоа си има своја реперкусија и ние затоа ќе бидеме оценети од меѓународната заедница како со недоволно ефикасен судски систем.
Апсолутно. Верувате дека тие постапки кои што некогаш ги вожеше СЈО, кои што сега ги презема обвинителството за организиран криминал, дека навистина ќе дојдат до крај? Ве прашувам вака за една ваша импресија од страна гледам. Јас се надевам дека ќе дојдат до Да, крај. надежта не е добра стратегија. Ве прашувам дали мислите дека има таму навистина волја да се заврши тоа, па и, како да кажем, капацитет во судството. Капацитет има, меѓутоа прашање е колку тие ќе издржат во таа нивна волја. Оти волјата, велите, е многу важна, секако. Колку ќе издржат тие. Професионалноста и кај обвинителите, и кај судиите се темели точно на тоа. Упорност и посветеност во работата. Колку во овие наши денешни услови, притиснати од разни страни, оти и судиите и обвинителите не се сосема неизложени на разни притисоци. Се разбира. Апсолутно. Го трпат и тие тоа. Мора да се биде посветен во работата, мора да се биде високо професионален, за да може да се истера до крај една постапка. Се надевам дека тоа ќе го направат. Има млади кадри способни кои што можат да го направат тоа. Кога се млади и способни, велат се неискусниете ги, зашто тој? Кога се стари и способни, велат овие се од бившиот систем. Кога се на средина, велат тие не се ни вапори таму. Добро, секој пат може да се најде зошто и како, но така. Да се надеваме, повторно ќе речам дека сето тоа ќе може да се оствари. Сакам да ве прашам и за крај, можеби, вие сте дел од еден систем кој што со години работевте во него и така натаму. Ме интересира зошто судиите се секогаш, ќе употребам еден збор кој што веројатно и можеби најточно го опишува тоа, се жртва на политичките реформи. Зошто судиите самите не покренат реформи? Тие се толку независни, толку заштитени, па се добро и организирани во совети, во невладини здруженија, во владини и така натаму. Зошто тие не се тие кои што се носители на иницијативите за реформи, туку секогаш чекаме новата влада што ќе направи така натаму. Не ви се чини дека тој молк на вашите колеги, па можда и вие додека бевте во судството, практично остава простор потоа за политичарите да прават што сакаат во реформите. Зошто да, например, правниот факултет во Скопје да е секогаш погласен, отколку 600 судии, колку се, мислам дека се околу 600 судии, кои што седат во судските сали и делат правда. Па може би има свое влијание и поранешниот систем на она што значи судско размислување и излегување во јавност и презентирање на сите проблеми во судството, и долгогодишниот начин на размислување дека не треба многу да се експонира надвор судијата. Меѓутоа, имајќи ги во предвид сите овие токови кои што го засегнаа не само судството, туку целото наше општество, се формираше Сдружение на судии, се направи нов систем на уредување во самото судство, судски совет и така натаму, кој што ги бира судиите, кој што треба да биде независна судска власт и да се грижи за самостојност и независност. Се чини дека инфраструктурата постои. Постои, меѓутоа на некој начин се уште како да има некој страв кај судиите. Што ако јас излезам и кажам и како ќе биде после тоа. Но мора да се осмелат. Јас стално го кажувам тоа, дека судиите не смеат да бидат само судии во судница и во канцеларија. Мора да го кажат она што им смета, имаат своји органи, дали ќе биде преку Сдружение на судии, дали ќе биде преку судскиот совет, дали ќе биде на седница на судии и така натаму, имаат можност како да излезат и да ги кажат проблемите доколку ги има. Јас сега подолго време веќе не сум во таа бранша, иако се уште сум вклучена на некој начин во тие токови и ги следам работите, и сметам дека има сила, има потенцијал. Дури меѓународната заедница очекува сами да го направат тоа судиите. Ако се сеќавате, имаше проблеми со неколку судии против кои беа покренати постапки за разрешување. Да, Судскиот совет немаше сила да ги истера до крај тие постапки. Дури откако настана една промена во персоналниот состав на тој совет, започнаа да излегуваат на видело неколку предмети, така да е, мислам дека во минатава година 5 судии се разрешени, но за жал се уште не се преосилни тие одлуки.
на судскиот совет. Мислам дека една-две се, но веројатно другите Но не се. клучните тие Да. не се. Точно. За Па таму траат процедурите со години, кога сака нешто да се истера и во комплексни па, случаи. тие случаи беа покренати од поодамна, уште пред да биде овој состав на судскиот совет, меѓутоа не се превземаше ништо, не излегуваа тие предмети, не се работеа. Се додека ланската година не се покрена така една поголема акција во судскиот совет и се доби некаква разрешница. Да ве прашам конечно, дали сте вие се согласувате со мерката за ветинг на суди? Има таа мерка смисла? Може да се стави целиот тој кадровски потенцијал во некакви проверки, па сега да се гледа кој што, како, кога, Кога зборуваме за ветингот, мислам дека многу се крена прашина. Јас бев една од тие што се залагав за ветинг. Толку беше на ниско ниво спаднато судството, толку беше состојбата лоша и пред домашната јавност и пред меѓународната, да навистина секој нормален човек кој што размислува што понатаму, вика, се вели па добро, нека има ветик, нека се провери кој е за да остане во судството, кој не е. Меѓутоа, сега кога ги разгледувам вака сите околности, сметам дека има и други мерки кои што можат да се земат во предвид. Што е ветингот? Прво, ние не знаеме што е ветингот. Дали значи дека тоа ќе биде секој земен на преоценување за разлика од се генералниот откажаа дури од реизбор? тоа, туку како принцип на некаква селекција. Тоа е. Инаку, мислам дека мора да се направи некаква селекција. Кога Каква веќе ќе биде таа селекција? мора да биде надворешна, зошто да не биде внатрешна, зошто да не биде низ институциите кои што постојат во Па институциите постојат. Ете, затоа ви велам, судскиот совет започна со тоа разрешување на некои случаи кои што беа длабоко инволвирани во, можам да речам и дури судски криминал. Дојде до некоја разрешница, но тоа треба да се продолжи, да се види, може би не се тие суди голем број, од околу 600 суди, 20 може би од нив се во тие води завлезени. Ама тоа вие како со вирусов, доволно е 20 луѓе да потоа заразат 600. Меѓутоа се остава лоша слика за целокупното судство. да. И апсолутно мора нешто да се превземе. Како ќе се нарече ветинг, прочистување, разгледување, ДКСК тука има свој начин на работа кај што може да провери нешто, мада тоа постоеше и порано, можеше и тоа да биде ефикасно уште многу пред да се покрене целото ова прашање. Судика Вера Коцов, ви благодарам за ова гостување, поранешен врховен судија, инаку се уште член на Институтот за човекови права од Скопје. Благодарам за утрески брифинг што го дадовте своето мислење за овие сензитивни, но исто така многу присутни теми деновиве и веројатно и во наредните недели во македонската јавност. И јас ви благодарам на поканата.